По повод големиот верски празник Митровден, денеска голем број верници од Тиквешијата беа во посета на селото Мрежичко. Таму се одржа општонародна веселба во чест на празникот. Верниците ја посетија и црквата Свети Димитрија. За празнувањето во ова село говори председателот на местната заедница и собственик на Кожувчанка Митко Јанчев, под чие покровителство се одржува оваа манифестација. Денеска е вторник работен ден и имаме добра бројка на луѓе, значи посетено со огромна, инаку ланста година мислам дека беше недела. Бројката беше енормно неочекувана да биде за едно село кое што има 18 жители, а да имаш повеќе од 1000 посетители. Така да тоа кажува дека си има традиција и славата и све. А мојата порака е да си ги почитуваме традициите, си почитуваме празниците кои што ги почитувале нашите предходници, нормално да имаме здравје, успех и среќа. Жителите од село Мрежичко знаат дека како било живеењето пред Кожувчанка и после Кожувчанка и со Кожувчанка во селото. Така да мислам дека, што споменавте, Кожувчанка постои за Мрежичка, и Мрежичко постои за Кожувчанка. Една фабрика од таков обем како што имаме ние, мислам дека треба да се заземи да направи нешто повеќе за селото. Ние се стремиме кон таа работа. Имаме некои проекти неразвиени, што сакаме наредната година да ги доработиме. Во контекст на стратегијата и планот на владата со ревитализација од целов град, сакаме да направиме нешто кое што многу ќе ни значи и на самите нас како производители, за тоа што во овие рурални средини, ако нема местно население и ако нема општо население, е многу тежок опстанок. И секое село кое што има погон од било кој сегмент или насока, мислам дека има голема предпозиција да може да опстани и да се развива во подобра средина. Сите жители на селото Мрежичко се стремат селото да се развива. Истото го вели и советникот во Кавадаречкиот совет Ристо Сакалиев. Ова наша манифестација, празник, селска слава, убав ден, да ги поздравиме медиумите. Проектите за Мрежичко се многу големи. Имаме еден голем бренд, европски бренд, тоа е Синјалко Кожувчанка, и уште поголем човек што го води, тоа е господинот Митко Јанчев. Во голема соработка со него и финансиска помош од него, ние успеавме во селото да тампонираме, да пробиеме некоја улица, да донесеме вода. Значи, у глобала селото е пристојно дотерано, имаме инфраструктура изградено, поддршка имаме од локална самоуправа. Јас сум член на совет, овде сум жител на село Мрежичко. Нормално е да се бориме да го направиме селото да биде што подобро. Целта ни е да повлечеме луѓе што се имат иселено од Мрежичко да на било кој начин инвестираат во Мрежичко, да направат некоја викеница или некое стопанство, да толку големо да биде како Синјалко. Верувам дека нема да може, мене ми е мило ако се може, али нешто поскромно помало, да го направиме нашето село да биде развиено село, да биде представително село, да биде пример за другите села. Мислам дека во тоа ќе успееме.